Gjyqësia është e mbyllur për gazetarët dhe për publikun. Marrja e informatave nga këto institucione pothuajse gjithmonë është e vështirë, e shpeshherë edhe e pamundur. E njëjta ndodhi edhe gjatë përgatitjes të kësaj historieje. Masa e paraburgimit është njëra nga tabu temat e sistemit gjyqësor të Maqedonisë. Откако почна да функционира специјалното јавно обвинителство, законот за кривична постапка почна поинаку да се чита. Одредбите се исти, јавниот интерес е исти, меѓутоа постапувањето е малку различно. Редовното обвинителство си работи и тука таква паралела не можеме да направиме, бидејќи СЈО е за специфичен вид на сторени кривични дела со предзнак на организиран криминалитет, кога ги имате највисоките функционери инволвирани во тој сомнеш дека се сторители на кривични дела. Меѓутоа, сите сме сведоци на тоа дека случаите на СЈО досега дури не завршија ни со мерка за обезбедување присуство. Имаме еден селективен пристап. Како и да се третира мерката притвор, прво секако дека таа треба да се третира како крајна мерка, значи сите други мерки треба пред тоа да бидат применети, исцрпени и така натаму. Меѓутоа, односно притворот да биде во исклучителни случаи само изречена како мерка, меѓутоа ние за многу тешки, да речам, обвинувања, кога зборувам обвинување, не зборам во правна смисла, повеќе вака пежоративно, тамо каде што на некој начин многу докази може да се уништат, многу промени на ситуации, ако се дозволи да тие лица останат на некој начин во позиција да може да делуваат по однос на доказите, па и по однос на целокупната ситуација. И добро, кога зборувам ја докази, мислам и на сведоци, зашто и сведоците се доказ во постапките. Në kërkim të dhënave dhe informacioneve zyrtare, në pamundësi të kontaktit të drejt për drejt, zgjidhja e fundit janë kërkesat për qasje tek informacionet me karakter publik, të cilat ju drejtuan gjithë prokurorive, si dhe gjykatës themelore Shkup 1. Вистина е тешко ако направам некоја споредба, како било предходно, еве да кажеме пред 10-15 години, како е сега. Сега институциите се многу позатворени за разлика од тогаш. Тогаш, например, сме можели неофицијално некој да не избрифира за некоја тема, да ни даде некоја информација. Сега, начинот да се дојде до официјална информација е Законот за слободен пристап до информација во јавен карник. Требало институциите да гледаат на нас како на сојузници, а не како на непријатели. Меѓутоа, за жал, кај нас состојбата е поинаква.